Добар ден, јас сум Александра Вуксановиќ и гледате вести на Слободен печат. Осуден тинејџер од Македонија е повторно осомничен за терористички планови во Австрија. 20 тинејџери, еден со потекло од Македонија и еден од Чеченија, кои летото 2023 година беа осудени во регионалниот суд во Леобен за планирање напад врз средно училиште. Повторно се во притвор под сомнение за тероризам. Првично тие беа осудени на делумно условни казни од 15 и 16 години за нивните намери да воспостават калифат во Австрија и плановите да убиваат христијани. Градоначалникот на Кичево, Фатмир Дехари, обвини дека против него се води оркестрирана кампања за да се наруши неговиот личен интегритет и политички имидж и за да се фаворизира кандидатот за градоначалник на Кичево од ВМРО-ДПМН. Откако на социјалните мрежи беа споделени аудио снимки во кои се слуша дека тој сексуално злоставува вработени во општината. Дехари, како што соопшти, веќе презел законски чекори за разјаснување на скандалот. Партиите пак бараат морална, политичка и кривична одговорност од кичевскиот градоначалник. На оваа тема работеше Мариела Трајковска. Денеска е последниот ден од изборната кампања пред одржувањето на првиот круг на престојните локални избори, што треба да се одржи внедела на 19 октомври. Политичките партии, независните кандидати и коалиции уште денеска имаат можност да се представат себеси и своите визии и програми за локалните избори. Ноќеска на полноќ почнува изборниот молк кој ќе трае до завршувањето на изборите. Од понеделник, 20 октомври, ќе почне кампања за оние општини каде нема да биде избран градоначалник во првиот изборен круг. ВМРО-ДПМН и коалицијата вечерва завршен централен митинг ќе имаат во Охрид, а СДСМ и коалицијата својата програма ќе ја представат во Старо Нагоричане, Ранковце, Крива Паланка, Кратово и Куманово. За денеска најавена е и пресконференција на кандидатот за градоначалник на град Скопје од ВМРО-ДПМН Орце Ѓорѓиевски. Движењето Знам за наша Македонија пак ќе ја представи својата програма на завршен митинг во Куманово. Кандидатот за градоначалник на град Скопје, Амар Мециновиќ, денеска ќе одржи пресконференција на плоштад Слобода. За утре е најавена и пресконференција на Горан Марковски, независен кандидат за градоначалник на Скопје, поддржан од граѓанската платформа Независни заедно, како и на Билјана Ивановска, независна кандидатка за градоначалник на општина Центар, поддржана од граѓанската платформа Независни заедно. Златото и среброто се вадат од душек. Македонците се откажуваат од семејното богатство за да вратат долг. Ако имате купче стар сребрен накид кој веќе не сакате да го носите или не ви се даваат пари да го залепите, можете да го продадете или да го замените за понов модел во некоја од љуверниците. Но цената е речиси минорна, 35 до 40 динари за грам. За тие пари, според актуелните цени на среброто, сега не можете да купите ни најпрости обетки или синџир, а долгогодишните којунџи се правда дека откако ќе го откупат старото сребро, тоа мора да се рафинира за да може повторно од него да се прави накид, што ја поскапува крајната цена за најмалку 20%. Во моментот, килограм сребро со чистота 999 на берзите чини 1450 евра, што е 10 пати помалку од цената на златото. Македонија, поточно Асоциацијата на македонската индустрија за видеоигри, влезе во Европската федерација за гейминг индустрија. По тој повод, за прв пат кај нас се одржа првата конференција за развивање игри во Македонија, насловена Game Dev Ref 2025. Зошто е ова важно? Затоа што од сега па натаму за развојот на македонската видеоиндустрија ќе добиваме финансиска поддршка од Европската унија. Во Македонија има околу 30 видеостудија, а околу 400 професионалци се активно вклучени во оваа индустрија. На граничниот премин Евзони вчера владееше редовна состојба без застои, а сите служби работеа непречено. Според неофицијални информации, на овој премин кон Грција во моментов не се врши електронско регистрирање на патниците од трети земји, меѓу кои и македонските државјани што патуваат со сопствени возила. Во првата фаза од примената на новиот европски систем за влез-излез, кој грчките гранични служби го воведоа на 12 октомври, електронски се евидентираат само возачите на камиони што влегуваат во Грција, и тоа само во периодот од 9 до 17 часот.
Хрватската држава станува собственик на дел од македонската берза. Предметниот удел не надминува 30% од издадените акции со право на глас. Потегот на КХВ доаѓа откако претседателката на комисијата Бујаре Абази во септември учествуваше на меѓународна конференција на Ханфа во Дубровник. Русија тврди дека нападнала украински аеродром со авиони на НАТО. Украинските власти потврдија дека во Криви Рах се слушнале повеќе од 10 експлозии за време на воздушниот напад, но не го спомена аеродромот. Русија тврди дека покрај аеродромот била погодена и големата железничка раскрсница со неколку хангари и складишта за оружје. Франција и Велика Британија подготвуваат меѓународни сили со мандат од Обединетите нации кои ќе го чуваат мирот во Газа. Франција и Велика Британија во координација со САД работат на финализирање на резолуцијата на Советот за безбедност на Обединетите нации во наредните денови, која би ги поставила темелите за идните меѓународни сили во Газа. Со несигурното примирие меѓу Израел и Хамас, посредувано од САД, започнато е планирање за меѓународни сили за стабилизирање на безбедноста во палестинската енклава, изјавија во средата двајца високи американски советници. Најмалку едно лице е убиено, а десетици полицајци се повредени во протестите што синоќа избувнаа во Перу, а се насочени против претседателот на земјата Хозе Хари, кој ја презеде функцијата пред само неколку дена. Владата ќе прогласи вонредна состојба во главниот град Лима, како и дека подготвува пакет мерки за справување со растечката на сигурност. Протестот на кој повикаа младите во Перу од така наречената генерација Z, транспортните работници и граѓанските организации, е најновиот во серијата демонстрации во оваа латиноамериканска држава против корупцијата и растечкиот криминал, што доведоа до драматично соборување на поранешната претседателка Дина Болуарте минатата недела. Ова беше последната информација во вестите на Слободен печат. Благодарам на вниманието и на довербата. Останатите содржини ќе ги најдете на нашиот сајт.